أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Прво место, секојна пригода и прилика за захвалност да му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селам од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Оваа дуња е место на тест, на искушение. Оваа дуња не е место за рахатлук, не е место за уживање. Оваа дуња е место каде луѓето, хаса специјално верниците, се ставаат во искушение, се ставаат во тест. Секој еден кој кажува дека верува во Аллах Джелешану, мора да биде ставен во тест за неговиот иман, за неговото верување. Ако некој ја смета дуња на поинаков начин и ја разбира како место за уживање, сгрешил. Дуња е место за тест, за искушение. Така е створил Аллах Джелешану. Така е природата на дуња. Ако еден ден си богат, другиот ден лесно ќе бидеш сиромах. Ако еден ден си здрав, другиот ден ќе бидеш болен. Не мора да биде тоа другиот ден. Ништо од овие нијамети не траат вечно во дујна. Твојата младост не трае вечно. Твоето здравје не трае вечно. Твојот рахатлук не трае вечно. Твоето смеење не трае вечно. Кој се смее денес, утре ќе плачи. Кој е здрав денес, утре ќе се поболи. И на крајот кој е жив мора да ја напушти оваа дуња. Сигурен да биде. Ова дуња е место каде верниците се надпреваруваат во правење на добри дела. А за да се стигнат овие добри дела, верникот треба да се труди во оваа дуња. И секој еден кој кажуваат дека имат иман, дека го веруваат на Аллах Джелешану, нека се подготви за тест за тоа што го зборува. Морат да дојде. Хасибен насу ан јутраку ан јекулу аменна ва хум ла јуфтанун. А зарем мислат луѓето ќе кажат веруваме и немат да бидат ставени во тест? Кој од ними вистина зборуват, а кој лажи? Кој вистински веруват, а кој не? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. И вели Аллах, и ние ги ставивме во искушение, во тест на тие што беа пред вас. Секој еден народ, секој еден човек беше ставен во тест за неговиот иман, за неговото верување. За тоа што кажуваш дека го веруваш и го обожаваш на Аллах Джелешану, мораш да бидеш ставен во тест. За Аллах да ни покаже на нас кои вистински веруват, а кои лажи. Кој го има тоа верување само на уста. На патот на исполнување на овај дин, верникот мора да се соочи со разни искушенија, од разен вид, мали или големи. Верникот во исполнување на овај дин, во живење на овај дин, во кажување дека го сакат овај дин, морат да биде ставен во искушенија од разен вид. А искушенијата доаѓаат спрема висината на иманот кај верникот. Рекол пегамбер алейхи селам, најголеми искушенија имаат пегамберите. Најголеми. После ними верниците спрема нивниот иман. Морат да имаш. Немој да очекуваш дека јас кажав верувам, правам некои ибадети и треба да видам рахат во дујна. Да немам болест, да немам искушение, да немам никаква мака. Грешка.
Нек си го разбрал животот во дујна добро. Овие искушенија кога те погодат и ме погодат. Овие искушенија на верникот треба да го доближе до Аллах Желешану. Не да те оддалече од Аллах. Треба да те доближе. Секој едно вакво искушение, еден тест кој доаѓа во нашите животи, треба да не доближи до Аллах, не да не оддалече од Аллах. Знај секој едно искушение кое ќе ти се случи поради динот. Знај, секој едно искушение кое ќе ти се случи поради динот, тоа треба да биде гордост кај тебе, Аллах. Да биде понос кај тебе. Кога бидеш искушен поради твоето верување, поради твојата вера, да бидеш горд на тоа искушение и да го поднесиш тоа искушение со отворени раци. И ова искушение да те доближи до Аллах уште повеќе. Како кажавме, не е мерило човекот да каже дека верувам и да прави некои дела од динот и да очекува да нема никакво искушение. Ова е грешка. Немојте во ова дујна. Не можете. Така е природата на дуња, така Аллах е створил ова дујна. Поради овај дин бе ставени во искушение најсаканите створенија кај Аллах, пејгамберите. Најсакани створенија кај Аллах, пејгамберите, а Аллах ги стави во искушение за нивниот дин. Некои од ними беа фрлени живи во оган, Ибрахим алейхиссалам. Некои беа убиени од ними. На некои им беа пречени нивните глави. Закерија, Јахја и многу други. Не можеш да очеквиш ти да бидеш рахат поради што тоа кажуваш дека верувам. Не. Ако кажеш дека верувам, очекувај секој ден да бидеш ставен во искушение за твојот иман. Едни од најсаканите луѓе во овај уммет беа сахабите. Најдобрите луѓе. Што Аллах Желешану ги избра за да бидат друштво на пејгамбер алейхиссалам. Сахабите. Аллах ги избра за да бидат друштво на пејгамбер алейхиссалам. А од овие сахаби најизбрани беа тие 10 што беа израдувани со џеннет. Аллах. Најдобри од сите сахаби беа овие 10 што беа израдувани со џеннет уште во дујна. Како беше нивниот живот? Специјално како беше нивниот крај? Како ја напушти ова дујна, ове друштво од пејгамбер алейхиссалам? Најдобрите во овај уммет. Како ја напушти дујна? Ќе спомниме накратко како ја напуштија дујна овие 10 што беа израдовани со џеннет. Кој им беше ветен во џеннет уште во дујна. Тие живи и одеа во дујна, јадеа, пиеа, пејгамбер алейхиссалам ги обавести дека тие се џеннети, Аллах. Ова големо нешто. Како беше нивниот живот? Нема да зборуваме за нивната сира, за нивната биографија, нивниот живот. Како заврши, како ја напушти ова дујна само? Овие 10 накратко. Многу кратко. Првиот од тие Ебу Бекир радијаллаху анху. Првиот што прима ислам од мажите. Прима ислам од мажите. Пак го поверува на пејгамбер алейхиссалам. Најдобриот другар на пејгамбер алейхиссалам, најблискиот. Пејгамбер алейхиссалам го избра за да прави хиџра со пејгамбер алейхиссалам. Само него го избра за да прави хиџра со него. Човек кој 4 пати цело богатство го даде фисебилла, цело богатство. Правиме за милиони и близу милиарди ги даде фисебилла, цело богатство. Никој не можеше да го стигне во неговиот степен, во неговата жртва што ја правеше. И покрај сите битки што ги направи, ни една битка не изостави со пејгамбер алейхиссалам, не умре како шехид. Умре во постела. 13-та година после хиџра во Медина го фати треска, се разболе, еден ривајат вели се разболе со треска, температура.
Други ривајат се вели дека еден ривајат дека беше отрован со храна. Нема да навлегуваме во овие хилафати, а не разединување на улема, значи ќе го земаме ова прво дека беше температура голема. И ја напушти ова дојде. Се пресели во постел. Беше закопан до Пегамбар во Медина. Најдобриот, најблискиот до Пегамбар. Вака е напушти дојде. Температура, се разболе, умре. Е напушти. Вториот. Омер ибн ал-Хаттаб ради Аллаху анху. Неговото примање на ислам беше гордост за муслиманите, понос. Кога прима ислам, јавно излегува муслиманите да кланеат во Меџдил Харам. Муслиманите добија сила со неговото примање на ислам. Сите направија хиџра тајно, Омер ради Аллаху анху направи хиџра јавно и му рече во Мекка на Курејш, кого сакат мајка да го нема, нека дојде во ова долина позади Мекка тука. Јас сум да правам хиџра, слабите муслимани што немаја сила направија хиџра со него. Шејтаните кога го сретнаа го менуваа патот на Омер ради Аллаху анху. 23-та година после хиџра, во време од сабах намаз, како имам, ги предводеше на верниците Омер ради Аллаху анху. Позади него дојде кукавички Абу Лулу ал-Меджуси. Со нож го забоде 6 пати. Се вели со отровен нож. Го забоди 6 пати и падна како шехид. Се пресели. Го забоди во намаз 6 пати. Вака се пресели Омер. Како шехид. Правеше дуа да падне шехид често. Иншаллах ова шехада за него. Вака е напушти дојде. Кукавички беше убиен во намаз. Ова е Абу Лулу ал-Меджуси. Ој беше живе денеска, го величен неговиот гроб таму, го славен, пред ибадет. И тој ги поддржава пред наши, овие се брајча наши. Тие го слават, го величат, го обожават како божествено овој Абу Лулу, зашто го убил на Омер ради Аллах. Вака Омер ради Аллаху не напушти ова дојна. Осман ибн Афан ради Аллаху тратиот, што е израдован со џен. 2 пати беше зет на Пегамбар алейхи селам. Рукаја и Умул Кулсум, 2 черки Пегамбар сам му и даде, 2 умреа, кај него рече да имав трета и трета ќе биде. Од него се страмат и мелеките, се страмат. Од Осман ради Аллаху. Осман ради Аллаху е на оружје битката на Тебук. И рече Пегамбар алейхи селам, после ова дело нема да му штети на Осман ништо напред во животот. Ништо нема да му штети напред. Слушај се. 35-та година. Беше обседнат во неговата куќа 40 дена, не му се даде да излези надвор. 40 дена не му се даваше да пијат вода. Снимај. 40 дена не пиеше вода, му даваe вода со сол од море таму. Не му се дозволи да излегуват во намаз во џамија. Дојде една вечер пред џамија, вратата му е затворија, не го пуштаа внатра. И рече, праша дали има некој внатра од филан, од сахаби, кажа да. Кажете му, рече, на ојве, кој го купи овој бунар во Медина. Тој го купи Рума. Овој бунар го даде фисебилла и не му дава тој бунар што го купи, тој го даде како вакуф за муслимани, не му дава да пијат вода. Ова џамија која прошири овој дел овдека, со негови пари го купи тоа место и го изгради со негови пари го прошири и не му дава да планам направи. Овој во право бе, други бе, а не? А не бе во право бе бирија. Така многу денеска гледат некои и шминкани работи дека овој се во право бе се во крива. После 40 дена влегува во неговата куќа. Овој ден беше постач, читаше Куран и го убија читајќи Куран. Зет од Пегамбар сам со 2 черки. Човек кој му беше ветен џен.
беше убиен кукавички на овај начин во неговата куќа, додека беше посташ, додека читаше Куран. Аллах. Вакви кукавички работи им се прават и денеска на верниците. Али ибн Абу Талиб радијаллаху анху, првиот што прима ислам од децата. Зет на пегамбер алейхиссалам од Фатима радијаллаху анха. Асадуллах, Аллаховиот лав беше наречен. 40 година после хиџра, во време од Рамазан, едно утро додека одеше во сабах намаз, кукавички беше нападнат од позади него од Абдурахман ибн Мулџим, го удри со отровен меч во глава, го рана, и во овие моменти ја кажа таа реченица, позната реченица. Фусту во Раббил Каба. Успеав жи ми господарот на Каба. И падна како шејд. Кукавички. Снимаш? А немојте иначе поинако со верниците, ани. Само кукавички. Немој поинако. И вака овај четврти сахаби ја напушта ова дујна иншалла како шејд. Талха ибн Убейдилла, петтиот, кој беше наречен жив шејд. Wa minhum man yantazir. И некои од ними чекаат да умрат. Овај беше тој. Жив шејд беше наречен. Во битка на Ухуд го штитеше на пегамбер алейхиссалам со неговото тело. Го штитеше копјата да не го удри на пегамбер алейхиссалам и во оваа битка му се шлогира неговата рака, што ги фајчеше копјата со неговата рака. Хис рече кога му го скина тој прст, кога го удри рече хис. Ле. Рече пегамбер алейхиссалам да речеше бисмилла, ќе те крене мелеки и ќе те гледа сиве луѓе во небо. Аллах. Неговото тело е ефтино за пегамбер алейхиссалам. 36 година во Басра, во битката на Джемел. Кога го виде тоа фитне, беше и тој тука присутен. Кога го виде и се оддалечи за да избеат од ова фитне, беше погоден со една стрела. Кукавички, не се знае кој го погоди. И протече неговата крв, и иншалла паднаше. Снимаш како заминува од ова дујна? Шестиот, Зубейр ибн Авам, хавариот на пегамбер алейхиссалам. Рече пегамбер алейхиссалам, секој пегамбер има свој хавари, свој блиски многу, а мој хавари е Зубейр. Аллах. Каков прекар, каков епитет, каков понос. Зубейр беше првиот кој крена мач фисебилилла, Аллах. Прв што истај мач фисебилилла. Прв. Иста година, 36 година, во битка на Джемел, во Басра, близко Басра, и тој се оддалечи малку од ова фитне. Имате еден ривајет, Ибну Џурмус дојде, кукавички, два ривајети. Еден ривајет додека беше во намаз, го уби. Овој беше еден од најхрабрите сахаби, најјаките сахаби. Овој беше тој што со мач можеше да го подели човек на два дела. Не можеше на инаков начин. Му дојде еден ривајат во намаз, додека кламареше, други ривајат додека спиеше. И го уби овој Ибн Џурмус. Има два ривајати, потоа дојде со мачот ке Али радијаллаху ан, мислечи дека ќе го пофали Али зашто го уби на Зубейр. Аллах. А еден ривајат со неговата глава. Али радијаллаху ан кога го виде мачот на Зубейр, му рече, го слушам на пегамбер алейхиссалам, како вели, кажете, израдувајте го на убиецот на Зубейр со џехеннем. Аллах. И овој шести сахаби кој му беше ветен џеннет на овој начин напушта дуња. Саад ибн Аби Вакас радијаллаху ан. Овој беше дајџо на пегамбер алейхиссалам. И пегамбер алейхиссалам се фалеше со него.
Му викаше, ова е мојот дајџо. Кажете ми ги вие вашите дајџовци да ги видаме. Аллаху екбер. Каков понос. Аллаху екбер. И пегамбер само за него рекол, фидаке еби во умми Асад. Курбан мојата мајка и татко за тебе Асад. Ирми Асад, фрлај Асад. Гајџај. Фидаке еби во умми. Гајџај ги Асад, мојот татко и мојата мајка курбан за тебе. Сад беше добар стрелец. Со стрела и му велеше пегамбер сам, каде сакаш да го погодаме? Каде? Во глава, во око, каде сакаш? Овој беше тој водачот на Кадесија. Таа позната битка. Овој беше командантот на Кадесија. Живееше надвор од Медина. Кога му наближа смртта, и овој не умре како шехид. Кога му наближа смртта, и рече, чефин да ми го правите мојот огартач од битка на Бедр што го има. Во него да ме погребате. И се пресели близко до Медина и беше закопан тука. Абдурахман ибн Ауф, овој милиардер, беше милиардер од сахабите. Се вели дека потроши, не му се знае број на неговото богатство фисебилилlah. Се вели дека во неговото богатство цела Медина имаше исе. Или цела Медина имаше процент. За сите муслимани имаше ке него процент. 1, 2, 5%, секој имаше ке него процент. 32 година се пресели и тој во постела. Ебу Убейде, Амир ибн Џеррах, ради Аллаху ан, еминот на овај уммет. Еминот на овај уммет. Онај кој го скрши на Рим во Шам. Ебу Убейде ибн Џеррах го скрши на Рим во Шам. Го ги здроби на Рим, ова римска империја која владееше 1000 години. Аллаху екбер. За 3 години, не цели 3 години е здробие со Халид ибн Валид. За 3 години овие две Персија и Византија, помеѓу ними има 1000 години војна. За 3 години муслиманите ги здробија. А еден од тие беше Убейде ибн Џеррах. 18 година во Шам се појави колера, тифус, заразна болест. Омер ради Аллаху ан беше халифа. Омер ради Аллаху ан многу го сакаше. Аллах екбер. Му напише Омер ради Аллаху ан, ја Абу Убейде. Ајде. Кога дојде Омер ради Аллаху ан да ја отвори Мешдид Акса да ги земат клучоите, го пречека Абу Убейде. И му рече Омер ради Аллаху ан, сакам да седам кај тебе вечера. Му рече, не седи кај некој други. Не кај тебе. Кога влезе во негова куќа, Ебу Убейде ибн Џеррах, Омер ради Аллаху ан влезе во негова куќа. Ебу Убейде знаеше што барат Омер, што сакат да види. Влезе во негова куќа, најде маш, стрела, штит и една рогузина за спиење. Еден сат за аплес. Ништо друго. Емир беше на цел Шам. Омер почна да плаши, му рече, ја Ебу Убейде, дујна не промена на сите, освен тебе. Аллах. Аллах. И кога фати ова болест, му напише Омер ради Аллаху ан, ја Ебу Убейде ми требиш дојди во Медина. Омер ради Аллаху ан знаеше за ова, слушна за ова болест. Му рече ми требиш дојди во Медина. Аллаху екбер. Ебу Убейде ибн Џеррах му рече, ја Емирул муъминин, јас сум само еден од војниците и ќе останам со нив. Знаеш зашто го барат? Го фати и на него таа заразна болест. Близко до Јордан се пресели со оваа болест, како шехид иншаллах. Аллах. Болест, заразна болест го фати, се пресели. Човек му беше ветен дженнет. Саид ибн Зейд, ради Аллаху ан, меѓу првите што прима ислам, беше зет од Омер ради Аллаху ан, сестра,
50-51 година се разболи близко до Медина и беше закопан во Медина. Овие се 10 мажи кои беа израдувани со џеннет со различен крај. Има различен крај. Некој умре во нивна постела, некој бее кукавички убиени, предавнички убиени, некој од колера. Не е важно кој како умре, сите беа израдувани со џеннет и нивните места се во џеннет. Аллах. Не ги излажа ова дујна на ними. Не ги излажа ова дујна на ними. Не ги излажа тоа што беа израдувани со џеннет. Аллах, не ги излажа на ними ова. Демек израдувани со џеннет и готово, не ги излажа на ова ни. Овие беа мажи и умре како херои. Нивните животи ни кажуваат дека патот до џеннетот е со искреност и пожртвованост, а не со рахат и со удобност. Ла рахат фи дуња, нема рахат во оваа дуња, не чекај утре да бит поубо, чекај утре да бит полошо. Му рекоа на имам Ахмед, кога ќе здивниш, кога ќе одмориш малку, кога ќе си рахат више, неговиот син. Рече рахат ќе сум кога ќе го поминам мостот Сират и мојава нога ќе влези во џеннет, тога ќе сум рахат. Во оваа дуња нема рахат во оваа дуња, билне нема. Абе цела да ти е џаба, нема рахат. Аллах да не направи неговите искрени и честни робови. Да сватиме дека во оваа дуња сме дојдени за да се надпреваруваме во правење добри дела, а не да уживаме. Нема рахат во оваа дуња. Аллах да не направи тоа тие. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илла анта, настагфирук ва натубу илейк.